Во овој подкаст Ароматична есенција, мешавина од разни мириси на книги за сечи вкус и потреби. Никаде не можете толку силно да го почувствувате мирисот на книгата како во една библиотека. Диснеленд за секој книголюбец, рај за книжните молци. Да работиш и раководиш со градска библиотека, патема формена веднаш по ослободувањето на Скопје, а при тоа да создаваш своји авторски дела, е исто што и остварувањето на сонот, поточно живење на сонот. Во низината живеат на арена многу уметнички потфати, културни подвизи и антологии. Работи филмска продукција, извршен уредник на списанието Современост, уредник на едицијата Руселки, членува во Европската платформа за поети фестивали, Друштвото на писателите, Организацијскиот одбор на Скопски поетски фестивал, уредник е на Арт панорамата Допир од Гевгелија и од неодамна директорка на градската библиотека браќа Миладиновци. Добри дојде за госпоѓа Снежана Стојчевска. Ова е вашата нова стихозбирка, имав тоа чест и задоволство да бидам присутна на промоцијата. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Еве први за вашиот наслов Празно место, кој ви го пополни животот со уште една стихозбирка. Можете ли да ни кажете за инспирацијата за наслов? Празно место е мојата шеста стихозбирка. Насловот дојде уште на почетокот, кога почнав да создавам книгата, значи првичната песна издоминира насловната Празно место и така се решив да насловам целата книга. Всушност книгата се состои од 3 дела и сите 3 дела се комплетно различни и тематски и содржински. Во првиот дел, каде што припаѓа песната Празно место, се говори за недостигот од загубата на вашиот родител. Да, на мојот татко, со кој сум длабоко поврзана. Так, и таа емоција и се забележа на вашата емоција. Овој дел од, бидејќи оваа книга е надоврзување на предходната книга ќе се завијам во песни. Почнав да пишувам веднаш по смртта на мојот татко и во таа книга зборувам за болеста, за справувањето со целата таа ситуација и загубата што дојде со смртта. И во таа книга ставив и неколку песни и раскази од мојот татко, така да испадна како коавторство едно мое чествување за него и начин да го преболам. Тоа, меѓутоа, со завршувањето на таа книга промовира токму на неговиот роден ден, на 29 октомври, не цела година по неговата смрт. Меѓутоа, со објавувањето на таа книга јас не запрев да пишувам на таа тема и се надоврза фактички оваа книга, првиот дел од оваа книга е надоврзување на таа книга. Ако се читаат една после друга последователно, може да се осети тоа надоврзување, поврзаноста со тоа што сега се гледа дека е малце полесна во однос на справувањето со емоциите и малку е посталожена. Ќе се завијам во песни, реакциите беа од сите читатели дека сум ги расплакала и дека како и мене што ми помогна да се справам со сета таа емоција, така и на читателите кои биле во слична или потоа се најдоа во слична ситуација со мене, им помогна во тој период на преболување. Еден од најкреативните начини да ја надополните болката или празнината во душата по загубата на родителот, меѓутоа имате таа моќта бидејќи се служите со вашиот талент. Дали ја дарбата од таткото? Да. Па кажав дека и тој пишувал, меѓутоа немал можност да издаде книга, тој беше вработен во операта. Таму работеше 44 години, најпрво како во хорот како бас, па потоа како инспициент. Таму го заврши целиот свој стаж и тоа првичните години кога пишувал, потоа ги заменил со музиката. Ја добиете наградата Бели мугри за стихозбирката Под нулата. Да, тоа ми е третата напишана, а втората издадена. Шекерна? Шекер по подот е првата, да. Потоа излезе Под нулата,
а втората напишана излезе трета. Така испадна. Последователно. Да, испадна. Инспирација ви е стихуваната форма, значи со лириката се дружите повеќе отколку со прозата или драмата? Да, некако поезијата ми е сигурно место на safe place, што го викаат, и може да сега тука имам веќе едно како раскажче во оваа книга. Прв пат и дури кога разговаравме со Лори за книгата, ми кажа дека можеби во првиот дел сум можела песните и да ги напишам и во форма на раскази. Јас на тоа не помислив, бидејќи мене инстинктивно ми доаѓа стихот. Жанровски хибрид да напишете, еден миговит. Да. Прозаична песна, што би рекла. Или поетска проза. Поетска проза. Интересно е што дури имате два стиха. Дистих, пушти ги солзите да се спојат со морето. Не држи ја душата што сака да тече. Колку е тешко всушност со малку да кажеш многу. Таа економичност на изразот во поезијата е нешто што е мене како учителка или по македонски често ми е показател дека децата во главном не сакаат поезија затоа што не ја разбираат. Секој што не разбира нешто не го сака, бидејќи се плаши од тоа што не го разбира. Јас кога ќе се анализирам вака, кога ќе размислувам за своите песни, гледам на почетокот дека сум пишувала подолги песни и како напредувам во моето творештво, така се трудам во што помалку зборови да кажам и дури во една строфа да раскажам цела приказна или цела поетска слика или филмска слика да напишам во кратки зборови, и тука може да се осети дека многу се поврзувам со Блаже Коневски, дека се чувствува тоа негово влијание на таа ука да се напише проста и строга македонска песна и да се биде малце и концизен и прецизен во тоа што сакаш да кажеш и да немаш вишок зборови. Јас многу работам на песните, не сум од тие поети што ќе напишат и тоа е тоа. Не, напротив, значи се навраќам на песните. На метриката, на мистификацијата. Внимавам, ако некој збор ги читам и наглас, ако некој збор ми штрчи, се враќам, барам други опции, како пробувам. Не сум од тие поети што еднаш ќе напишат и тоа е тоа, како некој восклик. Не, јас мислам дека баш треба да се посвети и да се работи. Да се одмерува зборот. Да се одмерува, да. Мислам дека се гледа тоа во книгите колку некој вложил енергија и колку работел. Меѓутоа и тука треба да се дозира да не се преработи, па да се изгуби на природното. Можеби е тоа педагогот во вас, имате дипломирана педагогија на факултетот, можеби тој елемент го имате во прецизно. А тоа мислам повеќе е мојот аналитички ум. Да. Како директорка на една голема библиотека, како се справувате со секојдневието? Дали забележувате опаѓање на потребата за читање, на поземување книги или напротив? Што правите? Како действувате и делувате вашето секојдневие? Значи вака, јас сум 7 месеци во градската библиотека на позицијата директор и тоа секако е многу голема промена за мене, бидејќи доаѓам од приватниот сектор, од филмска продукција, каде што бев координатор на продукција и се занимавав со филмската дејност повеќе. Меѓутоа и со списанието, современо и со издавачката дејност имам допирни точки. Тоа што го состојбата што затекнав во библиотеката всушност ме изненади. Не го очекував тоа пред се како човек и како автор, а тоа беше изборот на книгите кои што се застапени, кои се понудуваат и кои се читаат. Морам да кажам дека библиотеката многу убаво работи, дека е многу добро посетена, има над 23.000 број читатели, меѓутоа проблемот Тоа се редовни долгогодишни членови на библиотеката? Да, годишно се обновува чланарината. Колку е чланарина во моментот? 300 денари годишно. Со таа чланарина се користат услугите на библиотеката, се изнајмува книги и се користат читалните. А книга да се изнеми? Се плаќа 15 денари. Значи не се покачени цените, сакав да проверам дали исто постои можност за групно зачленување, кое е 150 денари за групи над 6-7 луѓе и за најмалите е бесплатно. Најмалите читатели. Оно што ми се допадна што ни понудивте ви на гимназијата Корчагине, на просторија кај што децата би можеле да се реализираат, да имат свој катче за било какви перформанси, дали литературни, поетски, драмски.
Па да, покрај читалните што ги имаме за учење, имаме една нова читална која ќе биде наменета за работилници и тие се баш наменети за средношколци и студенти, за да им помогне да се пронајдат и потоа да се ориентираат професионално, да си ги најдат своите интереси, да си најдат да имаат простор за изразување, бидејќи многу често гледаме и ние така сме правеле, сме оделе по кафичи, сме барале простор да направиме некој настан или да направиме некоја евент, било што за да може да. А вака библиотеката за некомерцијални нели настани ќе го дава просторот бесплатно, поготово за оваа помлада публика, да, на која што сакам да се насочам за бидејќи тие се нели идните читатели. Некои треба да се навлечат на читање. Сега да се навратам на состојбата која затегнав, тоа беше многу мала застапеност, односно голема занемареност на македонските автори. И тоа мене како автор многу ме погоди. Кога го видов нивото на тоа што се чита, тоа се пред се љубовни романи, трилери што се од комерцијална, со некоја комерцијална вредност или ниска уметничка вредност и во таа понуда македонските автори никаде не фигурираат. Што направивте? Па инспирирана од тоа, бидејќи сум таков тип што не може да се помири дека тоа е тоа што се бара. Јас сметам дека библиотеката е како јавна институција е таа што треба да понуди, да направи еден културен критериум и да даде понуда. Не само да одговори на тоа што на анкетите на тоа што сакаат да читат, туку да им понуди што би можеле да читат и што мислиме дека ние би можеле да им понудиме како културна вредност на квалитет, за да можат и читателите да се развиваат како читатели. Ја започнава кампањата Читаме современи македонски автори. Таа започна во септември. Првиот роман беше Свингата на гневот од Жарко Коинджиски. Пред некој ден имавме представување на книгата за месец декември. Тоа е книгата Лебед од Ана Стојановска. Секој месец имате по една книга на месецот. Секој месец, да. Библиотеката предлага книга, роман од македонски автор. Со тоа што оваа година се решив за проза, а следната година ќе направиме еден микс и на поезија и на проза. Гледам да имаме и еднаква застапеност во однос на автори и авторки, да сме равноправни. Родова еднаквост. Родова еднаквост, меѓутоа да има и разноврсна понуда во однос на романите. Имате ли некој статистички податок? Дали сме егалите ние жените со мажите? Во смисла на авторство. Повеќе има жени писатели или мажи? Моментално мислам дека повеќе писателки, се оди кон тоа. Ако се вратиме наназад, нели, во минатото кога било забранувано, па морале под псевдоним да пишуваат дека се нели мажи, а всушност се жени, сега оди напред. Значи сме се избориле барем за... Мислам дека никоја статистика ако се следи, се гледа дека повеќе и читателки има повеќе жени и авторки. Значи може да се забележи. Повеќе читателки во библиотеката, повеќе се жени. Дали имате најстар читател и на колку години би биле најстарата популација? Точно не знам, ама има. Има. Сепак се чита. Би сакале ли за крај да ни прочитате една ваша песна? Да. Еве, кај што ми се отвори. Поговорки. Кога го прашував нешто што не сакаше да ми одговори, татко ми секогаш ми велеше: кога ќе пораснеш, ќе ти се каже само. Тоа ме нервираше, оти мислев дека нешто крие од мене. Кога му се жалев за некоја неправда што ми ја направиле, ми велеше: кој си прави, за себе си прави. Тоа уште повеќе ме иритираше, оти мислев дека не ме разбира. Сега, кога пораснав, само ми се кажа дека сите неправди ги сетил на своја кожа и узнал дека тоа што им го правиме на другите ја огрева или ја огревува само нашата душа. Да, ети религиозни моменти, библиски моменти во една куса
песна која кажува многу, ја кажува должината на вашето дружење со вашиот татко, Да, кој што сте поврзаност и црпеле. сега, кога нели веќе го нема, сега навршуваат 5 години, мене ми доаѓаат Да, неговите зборови, флешови. неговите полки и сега некако ги разбирам работите на кои што сакал да ме научи и некако се уште е со мене. Пораката на сите ќерки и синови е да им изразиме љубов на нашите родители дори се живи. Така е. Меѓутоа има периоди, бидејќи јас сум мајка на син, има периоди од животот кога се тинејџери, кога не сакаат многу, нели, Кога бегаат од родителското гнездо. да се дружат со родителите, па тој период поминува, па потоа кога ќе станат родители сваќаат што родителите направиле за нив. Јас имам убава конекција и со мојот син, тој свираше на мојата промоција. Да, талентирана момче. Да. Тоа е добро. Што ќе ни кажете за крај, која книга би ни ја препорачале од вашата библиотека на сите средношколци, што да прочитаат од македонските автори, онака баш топло да им препорачате? Па, еве, во ноември беше романот Десомни, тој мене ми е омилен роман од македонски автори, меѓутоа ќе им препорачам да читаат и поезија. Да дојдат, бидејќи сега ќе имаме и убава понуда и од поезија, да дојдат да истражуваат, да слушаат, да видат, да се вклучат во клубот. Често ме прашуваат, имам такви пораки, дали е бесплатно. Значи сите активности што ги правиме се бесплатни, секој може да дојде и да ја прочитал книгата и да не ја прочитал, може да дојде да слушне, да се вклучи. Секој треба да се го најде тоа што него ќе му одговара, бидејќи не секоја книга во секој момент на секој човек му одговара. Треба и тајмингот за книгата да се го погодиш. Некоја книга во некој момент е прерано за да ја земе некој да чита. Треба да се погоди правиот момент. Тука мислам дека е многу важна улогата на библиотекарот да знае да кому што да му препорача и како кога една книга ќе ја прочита веќе следната со која што ќе може да напредува, во читањето да се развива и како чита. Ни беше драго што бевте дел од подкастот Мирисот на книгата. И мене исто. Живо. А ви понатаму останете на страницата МК и зачленете се во нашите библиотеки, полни се со книги. Тоа се места каде што можете да јакнете вашата култура до крајот на животот.